Почитувани, добра вечер, добре дојдовте во отвореното студио на телевизија 24. Земјава, но и светот влегува во нова фаза од глобалната пандемија на коронавирусот и на болеста COVID-19. Втората фаза од болеста почна и кај нас, како што најави министрот Филипче, па така оваа криза без преседан досега во светската историја продолжува и во месец април и се уште не се гледа крајот. Крајот се наговестува. Од прилика надлежните имаат проценки кога би можел да биде, но никој не може со сигурност тоа да го каже. Поради ширењето на болеста, поради зголемениот број на пациенти, но веќе и секојдневните смртни случаи и во земјава, владата најави нови сет на мерки, тие почнуваат веќе од среда, значи се проширува полицискиот час, тој сега ќе почне од 16 часот секој ден, па до 5 часот наутро. Ова значи дека слободите и правата на луѓето уште повеќе ќе се скратат, се разбира сега во согласност со водредната состојба и со мерките кои се носат за наша заштита од ширењето на вирусот и од преоптоварувањето на здравствениот систем. Тоа е она што сите се обидуваат да го спречат сите земји, па тоа е стратегијата на Македонија. Но сепак, тоа намалување на човековите права и слободи е факт и ние треба да зборуваме за тоа. Треба да зборуваме во каква насока, во која насока оди, до каде може да се оди. До каде сето тоа ние можеме да го прифатиме за колективната сигурност и безбедност, но и каде можат да бидат можните злоупотреби. Таа водрена состојба, освен намалувањето на правата и слободите, има и серија на вонсериски мерки кои досега ние не можевме да ги видиме, бидејќи сме немале ваква ситуација, како и повеќето земји во светот, па тука влегуваат и посебните режими во однос на работните односи, во однос на она што се случува околу мерките кои се носат за олеснувањето на плаќањата на луѓето, за мерките кои ги носат банките, извршителите, сметките, а се разбира тука се и правата и оние односи на луѓето кои се ставаат во карантина, во изолација, како тие таму го поминуваат времето. Ова се дел од работите за кои ќе зборуваме вечерва со Данча Чакаровска, таа е адвокат, експерт за деловно право. Со неа ќе видиме, ќе се обидеме да решиме дел од дилемите кои се наметнуваат во јавноста после воведувањето на оваа вонредна состојба и на тие вонсериски околности кои владеат. Со Чакаровска ќе зборуваме по Skype, бидејќи сега се повеќе луѓе седат дома, не доаѓаат тука во студио и тоа е веќе ми се чини нормално во оваа ситуација. Чакаровска, прво на почеток, добро вечер, дали се слушаме, дали се гледаме? Добро вечер, јас се гледам, добро е. Да. Дали вие мене ме гледате? Да, ве гледам добро, конекцијата е добра, тоа особено не радува, бидејќи и тоа е сега исто така проблем со оглед на луѓето кои се повеќе седат дома, користат интернет. Чакаровска, како што кажав, вонредна состојба, нови мерки имаме, се проширува полицискиот час, веќе почнува од 16 часот. Јас сакам да ја прашам сега, некако многу малку се зборува за човековите слободи и права, што е и разбирливо, бидејќи ова се отприлика некои мерки кои сите ги прифаќаме, ништо ова не е неволно, сето ова е мислам и граѓаните иако не се прашани, доброволно го прифаќаат за наша заштита, што е во ред, но кажете ми, што се случува сега со оние конвенции за човекови права, што е со Европската конвенција за човекови права, например, дали таа важи сега, дали одредбите од неа сега се спроведуваат, дали може некој утре од сите овие граѓани според таа конвенција, се разбира, доколку за нешто мисли дека треба и да тужи? Прво сакам се заблагодарам на телевизијата 24 Вести за тоа што ми ја укаже оваа можност да можам да го искажам моето познавање од оваа област од правото, посебно во делот за заштита на човекови права и деловно право, и мислам дека ќе
дадеме некои квалитетни, ќе направиме квалитетна емисија, односно некои квалитетни сугестии и предлози, што може да се направи понатаму, а и во однос на тоа што се прави до сега. Прво, бидејќи ние знаеме актуелна, допред месец-два беше пресудата која што пресудата добиена од судот во Страсбург по однос на заштита на правата на граѓаните кои што плаќаат топлинска енергија без да користат затоплување во становите, и мислам дека ова пресуда која што ја добивме во корист на граѓаните апсолутно може да се направи паралела со денешната ситуација. Затоа што во таа пресуда јасно беше наведено дека постои ограничување на човековите права за постигнување на определено општо добро, а во тој случај беше затоплување со топлинска енергија. Тоа беше општото добро. Сега, ако направиме паралела со денешната ситуација, може да се види дека постои ограничување на правата и слободите на граѓаните. Под граѓани овде се подразбира и правни и физички лица, на сите овие ентитети и правни и физички лица по однос на заштита на општо добро, меѓутоа во овој случај е заштита на јавното здравје на граѓаните. Ако направиме нека паралела, може да се утврди дека во пресудата која што ја добивме од Страсбург, судот во Страсбург јасно наведе дека треба да има сериозно рестриктивни мерки по однос на ограничување на правата на граѓаните со цел заштита на некое јавно добро, односно треба да има претходно да постои анализа и мерките кои што се применуваат да бидат крајно неопходни за да се заштити општото добро. Сега тука е многу битно што представува тоа крајно неопходни мерки за заштита на јавното добро во овој случај, односно кои се крајно неопходни мерки кои што треба да ги превземе државата за да се заштити јавното добро, здравјето на граѓаните во случајот кој што е сега, односно за да може да се заштити, да се стопира процесот на ширење на вирусот. Ова подразбира, бидејќи ние ги следиме јавноста, дека има граѓани кои што ги оправдуваат мерките, меѓутоа има граѓани кои што сметаат дека овие мерки представуваат многу рестриктивни, а исто така постојат и правни субјекти, работодавци кои што сметаат дека мерките се многу рестриктивни. Самото тоа подразбира дека во иднина тоа може да отвори едно сериозно поле на анализа, односно да следат определени постапки пред Европскиот суд за човекови права по однос на тоа дали ограничувањата соодветствуваат на општото добро, односно се пропорционални на заштита на општото добро, на заштита на јавното здравје. Да, но Чакаровска, сакам да ја прашам, но што значи тоа што не имаме прогласена внутрена состојба според нашето законодавство? Знаеме какви се овластувања владата добива во таа внутрена состојба. Каква основа би имале граѓаните да тужат тогаш пред Европскиот суд? При носењето на законите треба, а тоа подразбира и уредби со законска сила, и уредбите имаат законска сила, законодавецот, во овој случај владата, мора да внимава да не се повредат човековите права. Нема целосно одврзани раце да носи одлуки кои што ќе бидат спротивно на конвенцијата. Значи повторно мора да внимава за заштита на човековите права при носење на законот. И во случајот кој што го спомнав претходно, во предметот граѓаните против топлификација, исто така беше со закон уредено дека треба граѓаните да плаќаат надоместоки ако не користат топлотна енергија, ама се утврди дека, затоа рековме дека таа пресуда представуваше системска повреда, се однесува системска повреда, бидејќи е направена повреда при самото носење на законот, а не при примена на законот. Кога е направена повреда на човековите права при носење на законот, тогаш е системска повреда, бидејќи се опфатени голем број на граѓани, а друга е повредата индивидуална, кога законот е донесен во ред, ги штител човековите права, меѓутоа во примената имало повреда на човековите права. Затоа правам оваа конкретна паралела. Дали треба да се донесе вонредна состојба, односно да се донесат сите мерки кои што владата ги носи со уредба, треба да се направи проценка дали навлегува во поголем обем, дека има ограничување определени човекови права, треба да има ограничување на правата. Меѓутоа, дали
ограничувањата кои што ги превземаат не се пропорционално со доброто кое што треба да се заштити, а во овој случај спречување на ширење на вирусот. Да. Исто така, во овој дел сакам да потенцирам една интересна работа, што предпоставам дека владата ја знае, меѓутоа мислам дека до сега нема превземено мерки, согласно член 15 став 3 од Европската конвенција за заштита на човековите права. Значи, земјите кои што воведуваат определени ограничувања кои што не се во согласно со конвенцијата, треба да достават официјална нота до Советот на Европа, во која што ќе наведат во кој дел се ограничуваат правата и која е целта за ограничување на тоа право. Мора да наведат и целта која што е за ограничување на тоа право и пропорционалноста, која што кажав и претходно, меѓу ограничување и меѓу исполнување на правата. Од тоа што можам јас до сега да видам на официјалната страна на Совет на Европа, тоа веќе го имаат направено некои европски држави. Од Македонија нема, на страната на Советот на Европа не фигурира дека Македонија се има обратено со нота до Советот на Европа со цел да го информира дека има ограничување на човековите права поради оваа состојба сега што е моментална, предизвикана од кризата со вирусот, а тоа подразбира исто така и да образложи во кои делови се ограничуваат човековите права. Значи точно на тој начин што ќе го информира Советот на Европа, бара Македонија да биде према Македонија да се дерогираат, односно суспендираат определени одредби кои што се содржани во Конвенцијата за заштита на човекови права. И во кој дел тоа треба да биде? Според мене, во Македонија има во повеќе области. Значи, овие држави кои што ви кажав претходно, кои што доставиле нота до Советот на Европа и барат определени ограничувања, се однесуваат на 1, 2 до 3 сегменти. Во Македонија има поголем број на ограничувања, мислам дека според мене едно 4-5 сегменти. Тоа е сегментот на правото на движење кој што произлегува од протоколот 4 од законот за заштита од Европската конвенција за заштита на човекови права. Исто така тука се и приватниот живот, затоа што сега има многу информации, слушнавме дека ќе има апликација која што ќе се следи движењето, односно сериозно се навлегува во ограничување на приватниот живот, односно следење на приватниот живот на граѓаните, со тоа што ќе има апликација со која што ќе се следи кој кај се движал и кој со кого комуницирал. Исто така и правото на собирање и издружување. Тоа право е заштитено со Европската конвенција за човекови права. Исто така и правото, во крајна мера и правото на собственост, кое што подразбира дека компаниите кои што сметаат дека со овие мерки кои што може би представувале порестриктивни мерки од нормално мерки кои што се потребни за да се заштитиме од оваа ситуација, треба да можат да тужат пред судот со збор за изгубена добивка и така натаму, затоа што мерките, ви кажав и на почеток, треба да бидат пропорционални, не можат да бидат поголеми од доброто кое што се штити. Да, Чакаровска, тука ќе ве прекинам за кратко. Вие ја спомнавте апликацијата која е најавена од страна на владата. Јас сакам да кажам за гледачите дека во вториот дел од емисијата ќе зборуваме за таа апликација и за сето она што произлегува од користењето на такви апликации во овие времиња. Но пред да продолжиме со разговорот, сакам, значи имаше во нашата земја, особено на социјалните мрежи, се појавија многу сведоштва за луѓето кои влегоа во државата и кои беа спроведени во тој така наречен државен карантин, кои се вратија од странство после уредбата на владата која беше донесена, сите луѓе кои ќе влезат да одат во задолжителен државен карантин, па така тие луѓе се жалеа за условите, за смештајот, за начинот на кој се транспортирани, но и за сите оние безбедносни сегменти поврзани со ширењето на коронавирусот. Тие сведочеа дека не се испочитувани протоколите, дека сето тоа е направено така
стихийно, се разбира од владата демантира, но ние не видовме кај нас, барем во земјава, видео од сето тоа. Значи, едно видео произлезе на интернет порталите, па потоа собственикот сам побара да биде повлечено, но ние имаме едно прилично интересно видео од државен карантин кој се спроведува во Босна и Херцеговина, како сето тоа изгледа и она што се случува таму соодействува со сведочењата на нашите граѓани тука во земјава, иако повторно ќе кажам, тоа го немаме видено, но еве да видиме како изгледа еден државен карантин во Босна и Херцеговина, па ќе продолжиме со разговорот. Да, ова е видеото од Босна и Херцеговина, од прилика слични сведоштва доаѓаат и од околните земји околу нас. Чакаровска, сакам да ве прашам, дали државите при организација на овие државни карантини, на изолација и на сите останати принудни мерки, сепак не треба секогаш да се подпираат дека е модерна состојба, се прави така на брзина, стихино, дали сепак треба колку што е можно да се почитуваат и не само човековите права, туку и луѓето да се третираат како луѓе. Како што кажав и претходно, дека во случај на прогласување на вонредна состојба не се дерогираат одредбите од Европската конвенција. Значи, одредбите од Европската конвенција важат и во случај на вонредна состојба. Единствено нешто што кажав претходно, треба владата да информира дека ќе превзема некои мерки и тоа утре ќе представува некоја олеснителна околност. Меѓутоа, повторно ќе има проценка на тоа дали мерката која што е превземена соодветствува со заштита на општото добро кое што се штити. Тоа беше за претходниот случај кога веќе со закон се носат закони кои што може да навлегуваат во ограничување на заштита на човековите права. Во овој случај сега што го наведовте како се третираат луѓето во карантин, во овој случај не постои системско, односно со закон повреда на човековите права, туку се третира индивидуални повреди со човековите права, затоа што со закон, со уредба не е утврдено дека тие во карантини ќе бидат по 100 души, по 200 души и така натаму, туку ова е веќе повреда која што произлегува од примената на законската регулатива, значи не од самата законска регулатива. Значи во случајов апсолутно треба да се внимава како се третирани луѓето кои што се сместени во карантин, а тоа подразбира е заштитено во член 3 од Европската конвенција, каде што има забрана за нечовечко и понижувачко однесување. А ова ја што го видов од прилогот може да подразбира некој вид на нечовечко и понижувачко однесување со луѓето. Да. Тоа не е битно дали е во случај на вонредна состојба или не. Добро, Чакаровска, останете на линија, ќе продолжиме со разговорот за организација на работа во време на вонредна состојба, но пред тоа на линија го имаме доктор Арбен Аголи, лекар од Дебар, кој стана познат кога на социјалните мрежи ги повика своите колеги да се вклучат, да почнат да работат уште кога почна корона кризата, но исто така доктор Аголи се инфицира од вирусот, тој е се уште дома. Доктор Аголи, да ве прашам на самиот почеток, како сте? Добар сум, благодарам. Значи, вие во колку време сте веќе во изолација, како го поминувате времето? Ми се чини дека на самиот почеток кажавте дека немате симптоми, се уште ли е така? Да, така е, јас сум сосема здрав, немам никакви симптоми. Значи, јас ги завршив оние 15 дена задолжителни што се од карантинот. Се тестиравме по втор пат, испаднав негативен на последното тестирање, али ете, сепак уште немам добиено дозвола за да можам да почнам со работа. Чекам од инфектолозите право за на работа. Да, кажете ми, вие сте пример за она што властите сакаат најмногу да го избегнат, а тоа е да се заразат што е можно помалце медицински лица, но гледаме за жал дека тоа се случува од ден на ден. Имаме се повеќе заразени, за сега не е тоа некоја алармантна состојба, но дали е тоа една од најголемите опасности, доколку се заразат оние кои треба да лекуваат? Да, сигурно. Значи, тоа ќе се доведе во прашање целиот понатамошен тек на заразата, ако имаме се поголем број на заразени медицински персонал.
Оно што е исто интересно, доктор Голи, со вас, дека вие сте пример на асимптоматски пациент. Значи, пациент кој нема никакви симптоми на вирусот, вие, значи, го носите, но фактички не сте болен. Вие немате симптоми на болест, туку се функционирате нормално, но министрот Филипче цело време повторува дека тоа е една од најголемите опасности на оваа зараза. Значи, оние пациенти кои немаат никакви симптоми, но слободно се шетаат и го шират вирусот. Да, тоа е навистина така. Значи, и покрај фактот што ние имавме во нашата ординација контакт која после накнадно се докажа дека се позитивни од фамилијата, иако тоа ние немавме никакви знаци, нити јас, нити колегата, нити медицинските сестри, ние сепак инсистиравме да се тестираме и добро направивме што се тестиравме, ете испадна дека сме позитивни и со самиот факт што се принудивме на самоизолација 14 дена, со тоа допринесовме значи да немаме контакти со други пациенти и да не ја прошириме заразата. Доктор Голи, сакам да ве прашам нешто што онака лебди во воздухот цело време, но можеби доколку им се каже на луѓето би им изгледало можеби и страшно, но еве вашиот пример е доста интересен. Вие сите самите сте решиле да се тестирате, сте покажале дека го носите вирусот. Мислите ли дека доколку теоретски, хипотетички се спроведе едно масовно тестирање на ниво на целата држава, дека ќе добиеме огромен број на пациенти кои во моментов, на луѓе, кои во моментот во себе носат коронавирус, но не се свесни за тоа? Па ништо не е чудно. Ништо не е чудно. Може и тоа да се случи. Ја мислам дека сега не се предвидува масовно тестирање со самиот факт што уште сме далеку од она што значи реална опасност за државата, но како што се движат работиве, мислам дека брзо ќе се мисли за таа опција. Да, но тоа да речеме теоретски, сега зборуваме без разлика на има здравствени опасности, нели, вирусот е опасен, но еден таков, доколку имаме таков еден огромен број на асимптоматски пациенти, тоа значи дека побрзо би дошле до ефектот на оној колективен имунитет, нели? Да, сигурно. Сигурно да. И тоа значи побрз излез од кризата. Кажете ми на крај само уште каква е состојбата во Дебар? Па, јас сум прилично задоволен од состојбата во Дебар. Значи, ние имаме негде 4 до 5 дена што немаме нови случаеви. И тоа е добар знак, значи мерките што ги преведе владата го дадоа очекуваниот резултат. Луѓето сватија дека мора да седат дома, дека треба да држат социјална дистанца, дека мора да држат лична хигиена и на крај крајава дека секој треба да води сметка за собственото здравје, а така индиректно си водиме сметка и здравјето за другите. Да. Добро, доктор Голи, ви благодарам за ова вклучување и се разбира ви посакувам добро здравје. Ми беше мило, поздрав на сите гледачи на ТВ24. Да, се враќаме со нашата гостинка Данча Чакаровска, адвокат, експерт за деловно право. Чакаровска, дојдовме и до темата организација на работа во време на вонредна состојба. Тука имаме доста специфични моменти, јас би кажал решени, но и нерешени. Кои се според вас главните предизвици сега? Компаниите најавуваат масовни откази или отпуштање од работа или пуштање на работниците дома, тоа се различни термини, нели, но гледам дека се користат, можеби и не се разбираат секогаш. Кажете ми сега кои се главните предизвици за вас? Главните, значи сега во овој период на вонредна состојба, јас претходно имам една статија објавена по однос на работењето во случај на вонредна сила и која таја после форвардирав на мојата веб страна, напишав дека 30 години стававме одредби во договорите, облигационите договори, каде што стававме во случај на виша сила ќе биде ова и ова. И јас секогаш се чудев 30 години, викам што само ја ставаме оваа одредба, толку 30 години ја ставаме оваа одредба, кога оваа одредба никогаш нема да профункционира, односно тоа ми беше скоро и невозможно,
дека може да се случи такво нешто, односно да има нешто во таков размер или непогода или војна или зараза, за да може да предизвика виша сила, односно вонредна состојба. И сега еве дојде моментот кога не само што тие одредби од Законот за облигациони односи се практикува, туку веќе треба и да пишуваме и да стануваме експерти во тој дел што представува виша сила. Односно во оваа сега ситуација вонредна состојба. Значи, процесот на функционирање на компаниите е сериозно отежнат и тука нема дилема и нема што подносно тоа да се дава определено мислење. Тоа се подразбира со самото тоа што компании од определени дејности целосно со мерки на владата престана да функционираат, а определени компании имаат директна штета, а определени компании се индиректно ги чувствуваат последиците, меѓутоа кај нив не е целосно застанат процесот на работа, меѓутоа во голем случај е намален. Значи нема компанија, нема дејност која што не е засегната во целокупнава ситуација сега на вонредна сила, а предпоставувам дека од среда, кога ќе биде полицискиот час од 16 часот, дека во тој случај и овие дејности кои што беа кои што се маркети, фармацевската индустрија и така натаму, дека и тие веќе ќе се соочат со потешкоти во работењето, односно со помал промет, поради тоа што ќе работат со скратено работно време и тоа подразбира дека скоро сите дејности ќе бидат зафатени. Сега Законот за работни односи постојат одредби кои што ја регулираат оваа материја. Сега е доста дискутабилно што тоа подразбира и како подразбират тие одредби кои што се регулирани во Законот за работни односи, меѓутоа бидејќи до сега немало можност да се применат тие одредби, мислам дека истите не се доуредени, дообјаснети со колективни договори така натаму, туку се штуро наведени само во Законот за работни односи, бидејќи тоа е нормално, не си имало таква потреба и останало само да биде како една општа одредба. Значи, согласно Законот за работни односи, во случај на вонредна на виша сила, не е употребен терминот вонредна состојба, туку виша сила. Во случај на виша сила, работниците кои што се упатуваат дома, односно не работат, се спречени да работат, примаат надоместок на плата во износ од 50% од платата која што ја примале во последните 6 месеци. Ова подразбира дека сега тука е дискутабилно што представува виша сила, односно дали вонредната состојба по дефиниција е виша сила. Вонредната состојба по дефиниција не представува виша сила, бидејќи не е целосно спречен процесот на работа во државата. При виша сила подразбира дека е целосно спречен процесот на функционирање на работа, а ова е вонредна состојба не е целосно спречен процесот на работа. Според мене, под оваа одредба на Законот за работни односи, односно дома може да ги испратат работодавците, работниците или актуелно кажано на принуден одмор, само оние дејности, односно компании кои што со мерка на владата им е забрането да вршат дејноста. Тоа подразбират доќаните кои што се наоѓаат во моловите, спортските сали, угостителските објекти, транспортните организации и така натаму, тие можат да се повикаат на оваа одредба на виша сила и да ги испрат на своите вработени кои што не се вклучени во работниот процес, да им исплатат надоместок на плата во износ од 50%. За сите други компании кои што работат, со мерка на владата не им е забрането да ја вршат работата, меѓутоа работата ја вршат во отежнати околности, бидејќи се индиректно засегнати, кај тие случаи може да се примени одредбата од, иначе ова представува член 112 од ЗРО, одредбата од ЗРО од член 112 став 10, каде што е регулирано дека во случај на намален прекин на работниот процес, намален обем на работа, работниците може да се испратат на одмор, на принуден одмор, односно да се испратат дома и им следува надоместок во износ од 70% од платата која што ја примале во претходниот период. Чакаровска, сакам да ве прашам тука. Владата најави сет на мерки за луѓето кои ќе
останат дома, кои нема да работат, да примаат одредена помош, 14.500 денари, има тамо категории, но има и некои информации излегува во јавноста дека некои компании и ги отпуштале своите вработени. Можат ли сега да го прават тоа во оваа ситуација? Значи, согласно одредбите на Законот за работни односи, не постои начин да отпуштиш вработен. Значи, точно да отпуштиш на вработен поради виша сила, вонредни околности, односно поради овие околности моментално на што ни се случуваат. Законот за работни односи јасно дефинира во кој случај можна работникот да му престане работниот однос. Тоа е со истек на време, смрт по закон или со отказ од страна на работодавачот која крши работната дисциплина, или пак поради лични причини не извршува работа како што треба, или поради деловни причини. Нема друга алтернатива, нема друга можност. Во овој случај може единствено нешто што би можело да се примени е отказ од деловни причини. Не може отказ поради кршење работна ред и дисциплина, не може ништо друго, не може лични причини на страна на работникот, туку може само единствено отказ поради деловни причини. Меѓутоа, овој начин на отказ во моменталнава ситуација е апсолутно непопуларен. Непопуларен е поради тоа што постои прво процедурата за отказ поради деловни причини трае 1 месец. Работникот има право на отказен рок од 1 месец, тоа подразбира 2 месеци, и на крај има право на испратнина која што се движи од 1 до 7 плати. Тоа подразбира дека тоа би представувало трошок за работодавачот уште 2 месеци да го држи на работа со цела плата и плюс да му плати испратнина. Значи, овој начин е непопуларен. Друг начин за престанок на работен однос нема. Ја не знам компаниите како им даваат отказ на работодавците, како им даваат отказ на работниците. Сега тука се појави една афера или не знам што, дека работодавците им нудат спогодби. Са спогодбен престанок на работниот однос, спогодбен престанок на работниот однос можеш да му дадеш во секој момент, ама тогаш треба согласност, спогодбен е меѓу работник и работодавач, спогодба и тука треба да се потпише работникот. Без согласност на работникот не можеш да му дадеш спогодбен престанок, односно кој што обяснив и претходно, без согласност со моменталната регулатива на Законот за работни односи, содржана во Законот за работни односи, не постои начин соодветен во овие конкретни услови во кои што може да му се даде отказ на работникот. Да, освен претпоставувам дека со оние работници кои се на определено време, каде што би им истекол договорот, тамо нема ништо не се тие работници што се на определено време што би им истекол договорот, тие може во нормални околности, во нормални услови да не им го продолжиш, немаш обврска да им го продолжиш, и тука не треба оваа категорија на вработени да се спомнува во сегашнава ситуација. Иако со мерките на владата е предвидено да не се намали, значи мерките кои што ги предвидува владата за субвенционирање, за помош, економска помош на предпријатијата, што спомнавте претходно, 14.500 на доместок по вработен, или пак 50% од придонесите, подразбира да не се намали бројот на вработени, а да не се, во кој што точно е наведено што подразбира да не се намали бројот на вработени. Само може да се намали бројот на вработени во случај на смрт, во случај на пензионирање и доколку самиот работник побара. Не е наведено дека и со истек на време доколку се намали бројот на вработени, не би важела оваа мерка. Тоа подразбира дека не треба се намали бројот на вработени и на определено и на неопределено време. И на определено време, доколку некој што е на неопределено време не му го продолжиш договорот, тоа подразбира дека нема да ги користи овие мерки, односно субвенции што ги предлага државата. Да, со оглед на тоа дека е нарушен целиот работен процес, што е со оние кои одат или не одат на работа, што е, например, со трудничките боледувања, што е со хронично болните, што е со оние кои се спречени да одат од други причини, бидејќи владата го регулираше и ова, мислите ли сепак вие дека е доволно, дека е добро регулирано? Да, државата го регулира. Државата донесе мерки по однос на оваа категорија на работници, односно работници кои што имаат деца, кои што се до 10 годишна возраст,
поднос на хронично болните, јасно наведе што подразбира, што опфаќа дијагноза на хронично болни, треба да донесат потврда и поднос на трудниците. Ова мерката која што донесе владата е на овие работници да бидат ослободени од работа и да им се плаќа на доместок, на плата во висина од 100%. Ова представува една од мерките што и претходно кажа, во кој што ти ставаш сериозни ограничувања на приватниот сектор. Кога става сериозни ограничувања на приватниот сектор, во тој случај мора да ги надоместиш штетите кои што со тоа ги предизвикуваш, односно потешкотиите кои што се јавуваат економските кај работодавците, инаку доколку тоа така не се направи и не бидат обештетени, во тој случај може да се применат и оние одредби кои што кажа од Европската конвенција за човекови права, дека има премногу рестриктивни мерки за заштита на општото добро и не се внимава, тука кажав и на граѓаните, меѓутоа и на фирмите, во ограничувањата на нивните права и слободи. На компаниите треба да се заштитат правата и слободите и на компаниите. Под права и слобода на компанијата подразбира он да може слободно да управува во процесот на работењето. Ако му го ограничите, мора да му дадете нека друга соодветна мерка која што ќе може тоа ограничување да го трпи. Не може да му дадете сериозни ограничувања, а да не определите и други мерки за да може тие ограничувања да можат да се поднесат ограничувањата. Кој што кажав и претходно, добро, владата кажува, окей е тоа и тоа е во ред и човечко и хумано да не се напуштат вработени. Меѓутоа не може во услови кога постои, кога работодавецот има ставено клуч на врата, а државата во ништо не финансира, не почнала ништо, ова е во вториот сет, па има милион други ограничувања и тоа се апсолутно тој на доместок 14.500 нема да го реши овој проблем, затоа што скоро никој не зема плата 14.500, сите земаат поголема плата. Второ, треба платиш придонеси. Ако зема 30.000 плата, разликата треба да му ја надоместиш и така натаму. А кој сето тоа ќе го направи и од каде ќе се обезбедат тие пари, ќе ги обезбедат компаниите кога имаат ставено клуч на врата. Значи, доколку веќе има ограничувања, мора да ти даде и некои други права да можеш да го поднесеш тој товар. Меѓу другото, кажав, иако е нехумано може, меѓутоа, некои видови на отказ, да може да има право на отказ, бидејќи до сега ви кажав, не постои инструмент, не постои начин како да се даде отказ. Меѓутоа, треба државата да донесе некои мерки за отказ, во колку им се отказ во кој што не е од деловни причини, туку отказ поради оваа состојба, да биде поинаку дефиниран. Значи, уредба да има за отказ во случај на воена, односно во оваа конкретна ситуација каков би следел отказ, каде што повторно ќе бидат згрижени вработените, односно ќе се внимава за нивната економска состојба на тој начин што државата определен период ќе ги финансира тие вработени, па исто така може да обезбеди и помош, нека субвенција да ги стимулира работодавците утре тие вработени истите да ги врати. Значи тоа мора да се регулира со една уредба која што ќе се донесе конкретно за оваа ситуација. Вака им се целосно врзани рацете на работодавците. Значи мора да се одврзат рацете на работодавците во исто така во определена мера. Значи мора да има мера, мора да има баланс. Затоа што тоа е поврзано ткиво. Работник, работодавец е поврзано ткиво. Ако работодавецот направи некој на почеток рез, ќе може да опстане и после да ги врати. Ако не направи рез, целосно ќе пропадне, ќе се затвори компанијата и ќе има уште поголеми откази. Значи можу е битно периодот и мерките кои што се превземаат да бидат пропорционални, да бидат измерени, да бидат не можеме ние сега да бараме луѓе да биде државата добра или владата добра или да се собират поени или не е битно што. Меѓутоа мора тука да се направи една пропорционалност, баланс, за да се помине со најмалку можни штети. Бидејќи, ако сега нема штета, на почеток ако е помала штетата,
е подобро. Оти ако сега нема штети, на крај ќе биде многу поголема штета, наместо 10% сега да добијат отказ, може ќе добијат 80% после. Пак кажувам, со една уредба во која што ќе се внимава на луѓето во периодот да не останат без надоместок финансов. Да, ова што го опишавте, отприлика отсликува една ситуација, а тоа е дека нема доволно пари за никого. Нема доволно пари ниту за државата, нема ниту доволно за компаниите, а на крајот нема доволно ни за граѓаните. Прилично тешка ситуација. Ќе видиме како тоа владата, која се разбира тука главен фактор, главен менаџер, ќе успее тоа да го изменаџира. Кажете ми вие, исто така доста бранувања во јавноста има и околу оние понуди на банките за одложено плаќање на кредитите. Тука дел од граѓаните искажаа дилеми дали понудата е во ред, особено околу наплатата на каматите и за времето на тој грейс период од 6 месеци, но и околу начинот на известување на граѓаните за одложувањето на плаќањето на кредитот. Што мислите за тоа? Добро, тука се појавија многу шпекулации по однос на тоа дали е во ред, прво, дали е во ред самата мерка која што презема владата да определи грейс период, а во самиот грейс период да тече каматна стапка. Сметам дека во тој дел пак мораше поумно да постапи владата, може да има некоја каматна стапка, меѓутоа да биде пониска. Меѓутоа тоа што се донесе таква уредба во која што се утврди определено плаќање на одложување на плаќање на кредитите за грейс период од 6 месеци со течење на камата во тој период. Сега, согласно член 34 од Законот за облигациони односи, односно каде што се регулира начинот на прифаќање на понуда, односно истиот гласи молчење при прифаќање на понудата, тој подразбира дека било која понуда, став 1 е регулиран дека било која понуда која што не е прифатена, односно ти е понудена а молчиш, подразбира дека не си ја прифатил понудата. Меѓутоа понатаму во став 3 од истата одредба стои дека доколку се работи за воспоставени веќе деловни односи помеѓу страните, во тој случај за промет на стоки, наведено е за промет на стоки, не и на услуги во Законот за облигациони односи, за промет на стоки може да се достави понуда каде што неприфаќање, молчењето подразбира прифаќање, бидејќи веќе има воспоставено деловни односи, приносење на оваа мерка, односно на оваа уредба со законска сила, е регулирано дека во конкретниот случај ќе се применува член 34 став 3 од Законот за облигациони односи, каде што бидејќи се работи за воспоставен деловен однос меѓу страните, молчењето на доставена понуда да подразбира прифаќање на понудата. А доколку некој не сака да прифати понудата, тогаш треба негативно да се произнесе. А за да нема дилеми, бидејќи одредбата се однесува на промет на стоки, е наведено во самата уредба дека ова одредба ќе се однесува и за услуги, а во конкретниот случај за овие финансиски услуги. Да, што е во однос на најавата за одблокирање на сите сметки кои се блокирани од извршители, тука има интересни моменти, интересни прашања, во ред оној, да речеме, социјален момент за кој цело време се борат и оние активисти за човекови права кои работат на тоа, но тука имаме и сметки кои се блокирани поради сериозни долгови од страна на побарувачите. Мислите ли дека и тоа се направи добро или тука излегува доста проблеми од оваа одлука? Законот за оваа мерка, односно уредба со која што се запра примената на Законот за извршување во поголемиот дел, исто така беше една од поконтраверзните мерки која што се превзема, односно истата од текот на превземање на мерката до нејзиното објавување во Службен весник имаше неколку промени, беше една од поделикатните мерки која што ја превзема владата до сега, затоа што уредбата со законска сила се донесе на седница, мислам дека беше петок пред 2 недели,
а влезе уредбата се објави во службен весник пред 3 дена, затоа што имаше определени недоразбирање, а и притисоци и од банките, и од извршителите, па и од компаниите, што ова подразбира, затоа што ние компании кои што имаат побарувања, за нив не одговара оваа мерка. Има компании кои што имаат побарувања кои што траат по неколку години. И од това и дошле до ситуација се блокира сметка, сега треба да настане ситуација кога што сметките ќе се одблокираат, меѓутоа со определени корекции од првобитната уредба, која што беше донесена, со определени промени, се објави уредбата во службен весник и сега истата е влезена во сила и може да се применува. Ова подразбира дека сите извршувања запираат, освен извршувањата што се однесуваат за издршка, а продолжу и сметките во банките се одблокираат, а можат да се доставуваат во овој период барања за извршувања до извршителите. Извршителите можат да превземаат определени мерки за ставање на прибелешки во јавните книги на недвижности во катастар и прибелешка во Централниот депозитар за хартија од вредност, односно прибелешка за располагање со акции. Ова подразбира дека во овој период може да се превземат овие действија и да се стават овие ограничувања и товари во имотните листови во Централниот депозитар за хартија од вредност, меѓутоа не може да се спроведува извршување врз недвижностите. По однос на тоа дали ќе се одблокираат, дали ова подразбира и одблокирање на сметки на сите, дали ова подразбира само во иднина да не се блокираат сметки или подразбира да се одблокираат сметките на сите досега блокирани компании и физички лица, остава нејаснотија. Според мене тоа подразбира дека треба да се одблокираат. Меѓутоа овој дел не е јасно регулиран и по информациите што ги имам, бидејќи комуницирам со банки, имаме многу постапки за извршувања во кои што има фирми кои што се блокирани. Банките имаат, последна информација дека банките имаат упатено писмо до владата да има до објаснување што ова подразбира, односно што е духот на сето на оваа промена, дали тоа подразбира дека треба да се одблокираат сите блокирани сметки на компании и на физички лица и по добивање на писмено известување од владата, банките ќе пристапат кон определениот процес дали да ги одблокираат или не, меѓутоа подразбирам, според мене треба да ги одблокираат и мислам дека тако ќе биде известувањето од владата. Сега тука исто така се постава прашањето кој ќе го плати, како ќе ги одблокира, дали со надоместок или без надоместок. Бидејќи знаеме до сега на банките се плаќаше, трошокот на банката беше 1200 денари за одблокирање на една сметка. И доколку ова сега банката одблокирувањето го прави за надоместок, исто така би било непопуларна мерка, бидејќи пак се оштетуваат граѓаните прекумерно, а ваму ќе дојде до сериозно зголемување на буџетот, зашто се огромни. Огромна е бројката на компании, на физички лица кои што се блокирани. И во овој период сега тоа би представува сериозен приход за банките, а исто така и сериозно намалување на капиталот на граѓаните. Да. Добро, ве молам, останете на линија, имаме уште едно прашање за крај, но пред тоа ќе направиме една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото. Убавите моменти повторно ќе се вратат. Дружбите ќе продолжат.
Да, Чакаровска, се враќаме во студиото. Ќе ве замолам за крај уште едно прашање. Владата прво најави еден сет на мерки за заштеда во буџетот, тоест не владата, да се коригирам, ги најави председателот на СДСМ Зоран Заев, рече дека ќе ги предложи до владата, а тоа е намалувањето на платите во целата јавна администрација, не само на избраните функционери и на сите останати. Тој рече дека неговиот предлог беше да се намалат на 14.500 денари. На крајот одлуката на владата беше да не се намалуваат платите во јавната администрација, но во време кога е силно погоден приватниот сектор, зашто впрочем зборуваме веќе скоро саат време, еден час, кога е силно погоден приватниот сектор, кога тој буквално крвари, излегува дека над 130.000 вработени во јавната администрација ќе се добиваат нормално плата, иако поголем дел од нив воопшто сега и не ни одат на работа, не можат да одат, немаат ништо да работат, и дека сега според владата тие нема да почувствуваат никаков товар од кризата, иако парадоксално тие се платени токму од приватниот сектор. Многу интересно прашање и прашање кое што предизвика големо обранување кај јавноста. Од тоа што определени луѓе, односно тие кои што работат во јавниот сектор, сметаат дека не треба да им биде намалена платата, до вработените во приватниот сектор и општо на сите повикани луѓе дека треба оваа криза подеднакво да ја почувствуваат сите чинители во општеството, односно сите партиципиенти. А тоа подразбира и работодавците, и работниците, и државата, и работодавците, и вработените во приватен сектор, и државата, и вработените во јавниот сектор. Кој што кажав на почеток дека согласно законските одредби, вработените во приватниот сектор кои што не одат на работа, примаат или 50% на доместокна плата ако станува збор за виша сила, или 70% поради намалување на деловниот потфат. А ако го гледаме аналогно ова, да го поврземе аналогно со државниот сектор, со јавниот сектор, во тој случај, за да може да се постигне некоја правичност, би требало и вработените во јавниот сектор да бидат изедначени со вработените во приватниот сектор. Иако општиот колективен договор за јавниот сектор, мислам член 19 беше, регулира дека при прекин на работниот процес вработените во јавниот сектор примаат надоместок на плата во износ од 100%. Значи, уште при носењето на законската регулатива, тука е направен нееднаков третман на вработените во јавниот и во приватниот сектор, бидејќи едните трпат, општо збориме, а другите не трпат. Меѓутоа, сега во оваа ситуација апсолутно сметам дека мора да се има во предвид, бидејќи се работи за една осетлива, сензибилна ситуација во која што сите сегменти, сите чинители во општеството се повредени и се засегнати. Треба сите соодветно да го сносиме товарот на оваа ситуација. Тоа подразбира дека и во јавниот сектор, според мене, и во јавниот сектор вработените треба да се намали плата на вработените. Сега, дали тоа ќе биде до минимална плата, дали ќе биде 20%, 15%, 30%, меѓутоа мора и тие да учествуваат во целокупниот овој процес на носење на товарот од оваа криза. И кој што кажав и претходно, доколку со време превземеме определени мерки, штетата ќе биде поголема. Ако не превземаме со време определени мерки, тогаш штетата ќе настане. Значи тоа што ќе биде сериозни економски проблеми, ќе имаме сериозни економски проблеми. Меѓутоа, ако на почеток нешто санираме, тогаш ќе бидат многу помали. Ако на почеток се правиме наудрени и добри, во тој случај ќе бидат економските штети, ќе бидат поголеми. Од тоа мислам дека тука нема дилема и од тоа нема бегање. Да, не сум за тоа каков ќе биде методот, не знам дали ќе биде 14.500 сите на минимално или ќе биде намалување определено процентуално, и тоа исклучиво за оние кои што не одат, кои што не извршуваат работата, не се вклучени во работниот процес. За тие што се вклучени во работниот процес нема дилема,
дека треба да зимаат плата, па дури некои од нив може да зимаат и повисока плата кој што медицинскиот персонал. Во секој случај во овие моменти е многу битна многу е битно освен правични одлуки да се носат. Да, ние го забораваме и моментот во мирно допско време, што би се рекло, дека имавме луѓе кои и онака не зимаа плата, а не одеа на работа, сега е тоа уште поголем абсурд. Чакаровска, во секој случај ви благодарам за ова вклучување во отвореното студио на телевизија 24. Мислам дека наметнавме, но и решивме доста дилеми за граѓаните. Ви благодарам и јас на поканата. Ви посакувам добро здравје на сите слушатели и добро справување на Македонија во оваа ситуација, на целата држава во оваа ситуација. Се разбира, тоа е она што најмногу ни треба сега, добро здравје, а за дел од работите кои ги кажуваше Чакаровска, денеска зборуваше и премиерот Оливер Спасовски, тој зборуваше и за економијата и кажа дека после ова здравствена криза кога е сега во фокус, следува и економска криза за која треба да се подготвиме за економски предизвици, бидејќи пари нема, тие се помалку. Спасовски вели вонредно време, вонредни околности, вонредни мерки, да видиме што кажа. Па денеска и во овој период ништо не е нормално во животот како што било претходно. И затоа е вонредна состојбата. Во вонредна состојба мора да се носат и брзи одлуки. Брзи одлуки кои што мора да се применуваат сега и веднаш. Затоа е важно граѓаните да ги почитуваат одлуките, да немаме паника непотребна, заради тоа што секој од нас може и се има обезбедено за да може да преживееме во услови на политички час од неколку часа во текот на денот. Создавањето само на паника, создавањето на дополнителен ризик го ризикува и здравствениот систем, и животот, и здравјето на граѓаните. Одговорноста пред се. Кога ги носиме одлуките, ги базираме врз основа на оно што ни го кажуваат епидемиолозите. Нивниот став е најдобрите мерки, најважните мерки, најнавремените мерки, ако ги донесете, ако тоа не се почитува од граѓаните, ако тоа не се реализира од страна на граѓаните, ризикот е рамен на најголем процент можност да се шири вирусот. Да, се враќаме во студиото, како што веќе најавивме. Тука го имаме веќе вечерашниот трет гостин. Тој е Атанас Козарев, председател на Асоциацијата за корпоративна безбедност. Козарев, добра вечер. Добра вечер и најпрви да ви се заблагодарам на поканата. Поздрав до екипата во студиото, поздрав до сите гледачи на 24 ТВ. Да, сега сите работиме во вонредни услови, сето ова е малку и вонредно, но и чудно. Ние пред малку и самата гостинка го начна она прашање за користењето на информатички технологии, на апликации во оваа модерна состојба. Тоа веќе го најави и владата, ќе зборуваме за тоа. Она што сега се чини еден од предизвиците, тоа е спроведувањето на мерките за изолација, мерките за државен карантин. Кажете ми, сето тоа ние го правиме на еден, ајде да речеме, конвенционален начин, со употреба на полицијата, со употребата на другите државни органи. Како што кажа, веќе владата најави, мислите ли вие дека се повеќе треба да ги користиме и оние информатички алатки кои ни стојат на располагање, што веќе гледаме дека успешно го прават доста земји во светот? Да, благодарам на прашањето. Прашањето е актуелно затоа што навистина веќе ние почнуваме да живееме онлайн, информатички, во еден дигитален свет, свет кој што навистина се наметна како потреба во овие вонредни околности и вонредни услови во кои што ние живееме, функционираме, работиме. Иако е вонредна состојба, сепак се гледа дека поголем дел од процесите во државата се одвива, значи функциите се реализираат. Сега главното прашањето за безбедноста на целокупниот концепт на лицата под карантин и под изолација.
Ние во овој момент немаме некоја прецизна представа за тоа колку објекти се под карантин. Например, еве на подрачјето на Скопје, знаеме дека тоа се хотелот Ибис, Стоунбридж и така натаму. Исто така, веројатно, јавноста не знае дека целокупниот надзор над овие објекти, над овој карантински систем, на лица кои се во изолација, е оставен на еден сегмент на обезбедување, физичко обезбедување, кој што паѓа на терет на Министерството за внатрешни работи, а пред се на секторот за внатрешни работи Скопје, за кого што посебна благодарност што се ангажира во овој период да се спречат сите можни проблеми кои што се наметнуваат, затоа што ова е нов начин на функционирање на полицијата во воредни услови, кога имаме обезбедување на објекти во кои што се сместени лица под изолација или под карантин. Јавноста не знае како изгледа тоа обезбедување. Се работи за физичко обезбедување каде што имаме ангажирано 24 часовно присуство на полиција. Предпоставам дека на секој кат од тие хотели има полиција, 1 до 2 полицајци кои што се вклучени во делот на физичко обезбедување, да не дојде до напуштање на објектот, значи до напуштање на онаа зона на изолација која што е дефинирана и каде што лицата треба да предстојуваат. Се уште сме на ниво на физичко обезбедување и сега мислам дека и во отсуство на информации може да кажем дека овој систем во услови на мал број проблеми во функционирање на овој систем на изолација и на карантин, дека системот функционира баш во рамките на неговите можности. Мислите ли дека треба, оно што го зборуваме, треба ли сега да вклучиме еден дополнителен слој на безбедност? Мислите ли дека треба да ги користиме сите овие алатки кои ни се на располагање? Па гледаме дека веќе и емисиите кои ги водиме во студиото, веќе поголем дел ги водиме онлайн, такви се околностите. Доколку сето тоа го имаме, како тоа се да го вклучиме повеќе во насока на обезбедување на поголема сигурност? Нормално дека самиот начин на функционирање и на живење практично се повеќе се дигитализира и во овој момент она што може да кажам дека овој воспоставен механизам на физичко обезбедување ќе ги исцрпи и ги исцрпува кадрите и постечките ресурси на полицијата, иако гледаме дека полицијата добро си ја врши својата работа, Министерството за внатрешни работи и министерот се присутни на терен, ги следат состојбите и така натаму, меѓутоа колку ќе биде цената што ќе се плати на планот на откривање на криминалитетот. Сега поголем дел од полицијата е вклучена во делот на физичко обезбедување на лицата под изолација. Наместо тоа, мислам дека ќе трпи community policing системот. Значи ќе имаме се помалку ќе имаме ситуација да гледаме полиција по улиците кој што се грижи за локалната безбедност и така натаму, затоа што акцентот како што се зголемува бројот на лицата под изолација ќе мора да биде ставен на тоа физичко безбедување. И тука се јава потребата од примена на определени алатки, апликации кои што ќе овозможат современ цивилизиран начин на контрола на лицата под карантин и изолација. Јас овие денови бев така доста активен во медиумите во промоција на еден модел карантин менеджмент систем, кој што е систем што овозможува на едноставен и лесен начин да се оствари надзор над локација и над лица кои се наоѓаат под изолација. Станува збор за софтвер, прв софтвер во светот кој е направен токму за надзор на лица во карантин. Овој систем е произлезен или создаден врз база на постоечкиот електронски мониторинг на израелската компанија Atenti, која што навистина е лидер или пионер во оваа област. Тоа е компанија која што нуди услуги од ваков тип, затоа што овој систем овозможува овој модел на физичко обезбедување на лицата под изолација,
по карантини така натаму, да биде контролиран на друг начин, на начин кој што нема да доведе во ситуација ангажирање на поголем дел од капацитетите, од ресурсите на Министерството за внатрешни работи. Кажете ми, спомнавте дека тоа е израелска апликација. Јас, например, кога читав за оваа проблематика, прилично интересно беше што во Израел за контрола на луѓето кои се во изолација, во карантина, се користат дури и дронови. Значи, не оди физички полицаец да провери секој, туку буквално доаѓа дрон, проверува, видов такви примери. Добро, тоа кај нас не верувам дека може да се спроведе, сега зборуваме само за апликацијата, ово кажав чисто како пример. Сакам да ја прашам, ќе продолжиме за апликацијата, но апликација, да речеме, интересно е што предложи министрот за администрација и информатичко општество, Дамјан Манчевски. Тој зборуваше за една апликација за која се размислува да се имплементира. Видовте ли за што станува збор? Дали е тоа исто отприлика за ово што зборувате или различно? Не, тоа е сосема различно. Јас успеав да го прочитам интервјуто на министерот и ја поздравам неговата идеја. Видите, во овие тешки услови и во овие околности, многу е важно секоја идеја која ќе се појави да се даде можност да се реализира, па дури идеја за која што ќе видиме какви резултати ќе има. Јас успеав од интервјуто што го прочитав од споменатиот министер да заклучам дека се работи за апликација која што е изработена од епидемиолози, тим од програмери кои што ќе бидат вклучени во детектирање на лица кои што имале контакт со лица кои е веќе заразено. Значи, таа апликација почива на една практика, значи има тие утврдено со тест лице кое што е заразено со коронавирус и сега се бара од него да даде информација со кои лица тој контактирал во изминатите недела, две и така натаму, или пак и до тие лица се дојде преку податоци за нивните мобилни телефони кои што ги има во телефонот на лицето кое што е заразено. Тоа во суштина има некоја аналитичка улога и понатаму оваа апликација, како што успеав да разберам, ќе се сведува на ситуација да на тие лица кои што имале контакти со лице кој што е заразено, да добијат телефонски повик, со кој што ќе бидат известени дека имале комуникација со лице кое што веќе е заразено со коронавирусот и да може да бидат подвргнати на тест за да се види да не се и тие асимптоматски или пак лица кои што веројатно се носители на тој вирус и го шират. Тоа во делот на превенцијата. Меѓутоа, сега оваа апликација министрот рече дека ќе лансира за 7 дена, па еве да го почекаме тоа лансирање да видиме како ќе заврши лансирањето на апликацијата. Ние сме гледале доста обиди до сега на лансирање на ракети, некои стигнале во Вселената, некои не. Дај Боже ова лансирање да го даде постечкиот или очекуваниот резултат и да помогне во самата превенција на детектирање на лица кои што имале комуникација со лице кое е веќе заразено. Мислам дека ова апликација веројатно на самата нејзина промоција ќе биде подетално образложена и ќе може да го даде нејзиниот резултат баш во време кога веќе се наближува пикот од коронавирусот во нашата држава, па ќе бидеме во ситуација да ги видиме и сите позитивни и негативни страни. Јас во старт ја поздравувам идејата на министрот и очекувам да ги даде очекуваните резултати, како тоа ќе биде во практика реализирано и со кого ќе биде реализирано ќе покаже времето, затоа што Но сепак кажавте дека оваа апликација за која вие зборувате, карантин менеджмент систем е на друг принцип? Апсолутно на друг принцип. Ќе ви објаснам како функционира, значи израелскиот карантин менеджмент систем. Значи тој е систем кој што се користи во борбата против COVID-19 и има реална потреба од негово итно имплементирање. Овој систем исто така се поставува на еден мониторинг центар од каде што секое лице... Само да појасниме на почетокот. Исто така се работи за апликација, така? Апликација, мобилна апликација, смартфон. Мобилна апликација, да. Значи на субјектите им е доделена циркуларна зона со автоматски код на регистрација. Приватноста не е нарушена.
таа е заштитена. Дури се работи за граѓанска одговорност. Замислете, овие податоци кои што ќе доаѓаат од лицето кој што е корисник на таа апликација, значи лице кој што во изолација, тие податоци ќе доаѓаат до лекарот кој што ќе биде во тој мониторинг центар. А знаеме дека секој од нас кога годи на лекар, лекарот ги има нашите лични податци, име, презиме, матичен број и така натаму. Ова апликација не го користи матичниот број. Заштитата е дотолку поголема што лицето кое што ќе има таа апликација, на кој што ќе биде чекирано, тоа лице ќе си има свој пасворд. Само тој може да ги доставува податоците кои што се неопходни и да ги враќа. Значи, во израелскиот модел битно е дека тој овозможува проверка редовна, понатаму овозможува рандом проверка, значи ненајавена проверка, понатаму овој систем е така поврзан да доколку лицето ја напушти зоната во која што е изолиран, веднаш од мобилниот телефон, значи до центарот, доаѓа порака со која што се известува дека лицето извршило престап. Значи, ја напуштило зоната во која што тој треба да биде сместен и дека има проблеми и на тој начин можно е да се реагира. А без да имаме физичко присуство на полиција. Да. Добро, ние за ова зборувавме и со Душко Бјелотомиќ, кој е представник на хрватската компанија Протекта за оваа апликација. Јас предлагам сега да го видиме интервјуто каде што тој објаснува отприлика како функционира една апликација која треба да ја зголеми безбедноста во услови на изолација и карантина. Господине Бјелотомиќ, во услови на ваква вонредна состојба во цел свет, можат граѓаните да се следат и на друг начин, освен она класично следење со полициски методи, тоа е со помош на некои информатички технологии, со помош на апликации. Што имате вие да ни кажете околу тоа? Mogu da kažem da se veliki broj ljudi, očekuje se sigurno i u Makedoniji da će biti potreba za velikim brojem ljudi, da se ne može pratiti niti kršenje izolacije, niti praćenje zdravstvenog stanja bez informatičke tehnologije. Dakle, Tenti grupa, to je vodeći svjetski proizvođač iz Izraela koji se već dugo bavi sa elektroničkim monitoringom. Dakle, Atenti grupa je napravila softver, mobilnu aplikaciju za praćenje dvije najvažnije stvari u sadašnje stvari da se treba epidemija suzbiti što brže i što bolje. A to su prvo čvrsto držati pod kontrolom mjere izolacije i karantene, i drugo, nadzor zdravstvenog stanja ljudi u izolaciji ili karanteni. To se napravilo na taj način da se štite u potpunosti GDPR pravila zaštite privatnosti, tako da ljudi koji trebaju biti u izolaciji jednostavno skinu aplikaciju sa portala koji im se da i priključe se na monitoring centar gdje se nalazi i medicinski tim. Samim priključkom se također daje dopuštenje monitoring centru da samo u slučaju kršenja izolacije, znači napuštanja mjesta izolacije, dolazi do alarma i trenutnog obavještavanja monitoring centra da je ta osoba napustila svoje mjesto izolacije. Dakle, dobrovoljno pristaje osoba na to da se prati samo u slučaju kršenja izolacije i nikada više. Naravno, poslije toga i u svakom trenutku kada osoba želi da prekine sa tim, jednostavno izbriše aplikaciju sa smartfona i to je više nemoguće. Što još reći? Nemoguće je veliki broj ljudi pratiti, dakle kvalitetno, a to je sada najvažnije. Jer svaki pomak pozitivni sada u početku
ove epidemije rezultirat će sa znatno manjim ljudskim žrtvama za mjesec ili 2 dana. Dobro, koliko luge može da se sledat sa ovakva aplikacija? Koliko je to primenljivo v praksa? Nije uopće ograničeno, može 10, 20, 100 hiljada ljudi da se prati i to bez ikakvih problema, nekoliko ljudi u monitoring centru zajedno sa medicinskim osobljem to mogu da rade. Da li ova aplikacija do сега nekada je primeneta, da li se upotrebува? Primijenjena je, recimo neki dan smo potpisali ugovor u Australiji, a vrlo blizu su pregovori odmakli sa još desetina zemalja koje žele da se priključe na ovaj sustav. Ovaj sustav ne zadire u privatnost osoba, ne zadire u zakonsku obavezu da se ne smije pratiti ljude. Jednostavno, ovo je prilagođeno pozitivnom zakonodavstvu, a prilagođeno je potpuno potrebama ove epidemije. Да, предпоставувам дека тоа треба да го направат државите, владите, оние кои се овластени, нели? За ваква апликација. On je znači, vlast, naravno da vlast treba da ima takav sustav, jel? I nitko ne može da to zloupotrebi. Sve podatke koje sada trenutno na serveru postoje, to su ime, prezime i adresa osobe koja je u izolaciji. A dakle, te sve podatke i sada imaju, samo u drugačijem obliku, u timu koji se bavi sa nadzorom ljudi u izolaciji. Да, добро, и за на крај, само сепак е важно да се каже, вие спомнавте на уште еднаш, сепак сето ова е на доброволна база. Оној кој ја користи апликацијата треба да сака да го прави тоа. Tako je, znači dobrovoljna baza, ali sigurno da iz iskustva je poznato da nitko ne želi da odbije takvu mogućnost nadzora nad njim, jer je to u interesu i njega samoga, njegove familije i cijeloga društva. Da, mogu reći isto tako da je mogućnost prevara smanjena na najmanju moguću mjeru, s tim da recimo osoba ako ostavi mobitel doma, ako ga se nazove, znači netko se mora javiti. Ako se javi recimo neko drugi iz članova njegove familije, face recognition će prepoznati odmah da to nije on i smatrat će se kršenjem pravila izolacije. Ako se ne javi na mobitel, također se smatra to kršenjem izolacije. Osim toga, važno je napomenuti da ta osoba treba dnevno da šalje izvještaj o svojoj temperaturi i o zdravstvenom stanju njegovih pluća. I može još neke druge podatke. To je izrazito važno za slučaj kada više ne bude dovoljno kapaciteta zdravstvenih za primanje i liječenje u bolnicama i nekim drugim mjestima koje su predviđena, nego će u jednom trenutku liječenje bolesnika zaraženih biti nužno da bude od kuće. A tada u tom slučaju jedna dvosmjerna komunikacija stalna sa medicinskim timom je u potpunosti moguća sa ovom aplikacijom. Да. Добро, господине Бјелотомец, ви благодарам за овој разговор за Телевизија 24. Hvala i vama na pozivu. Да, тоа е интервјуто со Бјелотомик, еве и господинот од Хрватска ги објасни отприлика како функционира оваа апликација. Кажете ми уште еднаш, и он збореше, и вие зборевте, едно од главните прашања кога се спомнува апликација, веднаш доаѓа прашањето за злоупотреба на личните податоци на граѓаните. Има ли таква опасност? Во овој модел, во оваа апликација, која што јас имам проучувано, значи до злоупотреба на лични податоци не е возможно, затоа што оваа апликација има висок степен на заштита. Прво, обезбедува биометриска верификација врз база на значи на фейс заштита и имаме пасворд. Понатаму имаме значи двофакторска автентификација преку лице и преку
глас. Значи не е можно јас да го оставам мобилен телефон и кога ќе се појави таа рандом проверка за да видат дали сум на местото во зоната во која што сум изолиран, да се јавите вие и да кажете да, еве јас сум тука. То не е возможно. Второ, самиот момент што ова апликација обезбедува следење на 24 часово следење на здравствената состојба на лицето кое што е изолирано. Значи се собираат информации за неговата здравствена состојба, за неговата температура, дали се покачува или не, доколку се покачува, значи апликацијата веднаш алармира кај монитор центарот кој што ги следи овие работи и се преземаат активности. Значи имаме еден сет на поврзани активности кои што ја гарантираат самата успешност на апликацијата и незината безбедност. Ова апликација е поврзана со сервер на Microsoft Azure, кој што е, значи, многу заштитен, не постои сервер кој што е комплетно заштитен од хакерски напади и така натаму. Меѓутоа сметам дека еден од моделите е да се значи поврзе со Microsoft сервер и една програма таму кој што гарантира поголема безбедност. Имаме geofencing аларми. Доколку се случи лицето да ја напушти зоната која што му е определена или каде што е сместено тоа лице, во таков случај алармот веднаш сигнализира дека имаме престап. Значи ова апликација покрај тоа што имаме биометриска верификација, нотификација на задачи и така натаму, мери работи кои што се многу значајни за превенција и за рано детектирање на коронавирусот. Таа мери висока температура, значи потешкоти во дишење, значи ги прибира овие информации кои што се неопходни за да може да се добие представа за каква е навистина здравствената состојба на лицето во изолација. Потешкотиите во последните 24 часа. Истовремено ги складира податоците за неуспех на биометрија. Неуспех на биометрија е кога, например, место лицето кое што е изолирано, ќе се обиде некој друго лице да се јави место него и да даде податоци. Или пак, например, кога ќе истече времето за чекин, кршење на зоната. Значи, сите тие алатки кои што се наведени во оваа апликација овозможуваат да се врши филтрирање на субјектите, филтрирање од повеќе параметри, филтрирање за здравствена состојба. Значи можеме во овој момент да кажеме за ова лице кое што е во изолација да видиме дали имало проблеми со неговата здравствена состојба, дали досега го напуштило местото во кое што е изолирано и така натаму. Оно што е карактеристично за нас е што имаме индивидуални случаеви на прекршување на правилата кои што важат за еден систем за изолација. Немаме ние некое масовно повредување на овој систем, меѓутоа и таквите поединечни индивидуални случаеви можат да доведат до ширење на коронавирусот доколку не се детектираат благовремено. Ние зборуваме за апликација на еден смартфон, на еден телефон кој што ќе овозможи заштита пред се на и заштита на полициските сили и структури. Гледаме дека поголем дел од лицата кои се заразени од областа на здравството се и медицински персонал, лекари, медицински сестри, така натаму. Тоа значи дека се нагризува во одреден момент здравствениот систем. Ние имавме цели клиники изолирани, значи не работеа по 2 недели, така натаму. Замислите што ќе се случува доколку се дојде во ситуација да се појави заразен во една полициска станица, во втора, во трета, тогаш кој ќе ги обезбедува овие лица кои се наоѓаат во изолација. Ние мораме да имаме секогаш пристаниште дополнително на кој ќе се укотвиме. Ние мора да имаме резервна варијанта која што нема да не чини многу, иако знаеме дека нема нешто поскапо од човечкиот живот. Сега прашањето за оваа апликација и за незината имплементација, па и за сите други апликации, дури за апликацијата на Министерството за информатичко општество, е прашање за промена на свеста. Колку ние сме подготвени да прифатиме нешто ново, да прифатиме нешто кое што ќе ни значи олеснување на состојбата.
А прашањето за промената на свеста, верувате дека е прашање за кое што треба се вложи многу, не е тоа само прашање на желба, тоа е прашање на финансии. Ние, кога се наоѓаме во ситуација на една здравствена закана, како што е ова заразна болест, значи, ние мораме веќе да размислуваме и за вложување во она што се вели развој на здравствената култура кај нашите граѓани. Ние досега зборувавме за безбедносна култура, зборуваме за правна култура и така натаму. Веќе се повеќе се наметнува потребата да се вложуваат средства и во развој на безбедносната култура и свест кај луѓето. Кога тие вложувања ќе се направат, јас мислам дека апликациите современи, цивилизирани, кои што овозможуваат унапредување на системите, мислам дека во такви случаеви нема да има проблем да се имплементира една или друга апликација. Дотолку повеќе се за оваа апликација, мислам дека израелциве се подготвени да се откажат од својата заработка, за да може да се имплементира во нашата држава и да помогне и во наредниот период, доколку има потреба. Да. Добро, ќе направиме сега повторна кратка пауза за реклами. Останете со нас, се враќаме брзо во студиото.
Да, се враќаме во студиото со нашиот гостин, професоре Козарев. Во однос на овие вонредни мерки се нови и за нас, нови се и за повеќето светски земји, не доживеале вакво нешто, не барем во мирнодопско време. Кажете ми, како според вас се спроведуваат мерките во услови на вонредни мерки, како се спроведува се, како се употребува армијата, полицијата, целиот систем, како функционира? Мислите ли дека поставеноста е добра или сепак има некои пропусти? Во однос на државниот систем и неговото функционирање во услови на воредна состојба, не имаме на ниво на територија воредна состојба која што треба да заврши за некој ден, па ќе бидеме во исчекување за следната одлука. Можам да кажем дека државниот систем, пред се полицијата, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана се на нивото на задачата и дека активностите се присутни на цел терен, значи се гледа како тие даваат подршка на состојбите со цел да се контролира, да се надзираат и така натаму. Во делот на изолацијата вклучена е полицијата, армијата не е, според ова што гледам, да. Армијата ги обезбедува државните објекти, зелениот појас на границата. Апсолутно, па тоа е. Асистира на полицијата при патроли. Да, секаде кај што треба. Меѓутоа, мислам дека мерките се во рамките на уставните и законските надлежности кои што ги имаат институциите, немаме некое пречекорување. Се знае дека кога е во прашање воредна состојба, дека за прогласувањето на оваа воредна состојба која што повлекува и ограничување на одредени слободи и права кои што се загарантирани со уставот и со други меѓународни документи, известени се меѓународните организации кои што навистина водат сметка за тоа, бидејќи може се случи понатаму да има и постапки доколку некој смета дека неговите слободи и права се ограничени, но треба се знае дека тие слободи и права се ограничени во рамките на уставните рамки кои што се дадени во системот, кои што постојат и дека тие функционираат на начин на кој што се обезбедува безбедноста. Ние немаме некој поголемо нарешување на безбедноста, затоа што работиве се одвиваат според некои новитети во работењето, но сметам дека она што може да се јави со тек на време доколку ова состојба продолжи е колку ќе биде истрошена таа полиција, тој безбедносен систем, тој одбранбен систем и така натаму, затоа што еве на пример гледаме во Србија постои таму некој гарнизон, некоја бригада, прва бригада на нивната армија, каде што сите припадници на таа бригада биле заразени со коронавирусот. Значи, ние мораме да вложуваме напори да ги заштитиме припадниците на тие институции. Вирусот е сфрле од употреба и на американски носач на авиони, значи уште подрастичен пример. Да. Сега гледаме кај нас имаме изолирани случаи во сообраќај на полиција и така натаму, но многу треба се вложува во она што се нарекува и безбедност или подигнување на здравствената безбедност кај вработените во полицијата, во одбранбениот сектор, во здравствениот сектор и така натаму, затоа што тие се сектори кои се клучни за успешно справување со ова пандемија, со оваа зараза, тие се неопходност и мислам дека тука треба многу да се вложи, дури и медиумите, вие како медиуми треба да бидете многу повеќе вклучени во давање на морална подршка и така натаму, затоа што верувате дека тие луѓе се соочуваат со големи предизвици во нивната работа. Никој од полицајците кои што биле на курс, на пример, во полицискиот центар во Идризово, не поминале некоја обука за нивно действување во услови на таква пандемија и така натаму и така натаму. Сето тоа ќе бара понатаму дури промена и на наставните програми, каде што на овие закани треба да им се даде значење. И јас очекувам дека академската заедница ќе биде окупирана како јавност и незиното внимание со цел да се даде научен одговор на овие прашања, на овие предизвици кои што се поставуваат пред сите нас, значи тие се присутни кај секој човек, значи се гледа дека се менува начинот на живот, се менува начинот на работа, начинот на функционирање на институциите. Во овој момент сметам дека треба се даде
безрезервна подршка пред се на полицијата, на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, здравствениот систем, а и другите посредни или странични институции кои што исто така имаат инклузија во овој систем, во изработка на апликации и така натаму, значи треба да помогнат во заживување на овој систем и гарантирање на безбедноста на граѓаните. Да. Што мислите, и самиот кажавте дека чекаме, уште малку ќе заврши ова првиот месец од вонредната состојба, чекаме одлука на владата, но со оглед на состојбата, со оглед на најавите дека сега сме влезени во втора фаза од епидемијата кај нас, мислам дека тешко може да се очекува некоја поинаква одлука, но сепак ќе почекаме, ќе видиме. Мислите ли дека доколку состојбава прогресира во некој поопасен степен, дека ќе има и уште поголемо вклучување, дека ќе има вклучување на безбедносните сили, мислите ли дека ќе има активирање на резервниот состав и на армијата и на полицијата, тој се уште не е активиран? Мислите ли дека ќе дојдеме и до една таква фаза? Сега ние сме во ситуација на старт на втората фаза, како што кажуваат надлежните во одразот на пандемијата кај нас. Се очекува пикот на крајот на април, мислам дека порано имаше некој друг термин за пикот, сега крајот на април се очекува да биде пикот. Значи тоа значи се очекува да биде зголемен бројот на лицата кои што се заразени, а тоа пак ќе се постигне со зголемен број на лица кои што се тестирани за овој вирус. Колку побрзо ќе се зголеми бројот на лицата кои што ќе се тестирани, за да се види дали се заразени или не, дали се асимптоматски или преносители на оваа зараза, толку побрзо ќе дојдеме ние до пикот и толку побрзо ние ќе бидеме во ситуација да стекнеме некој колективен имунитет. Во однос на претходното прашање, помеѓу апликацијата на Министерството за информатичко општество и она што се предлага од професорот Драган Даниловски, познат епидемиолог, за мерките за тестирање на еден член од семејството од страна на матичните лекари и така натаму, јас се определувам за моделот кој што го предлага професорот Даниловски, затоа што мислам дека на овој начин ќе биде заштитена пред се приватноста на граѓаните. Мислам дека ќе се овозможи да се влезе во секој дел каде што постои потреба и ќе се обезбеди целосно мапирање на лицата кои што се заразени од овој вирус. Да. Добро, господине професоре Козарев, ви благодарам за ова гостување во отвореното студио. Па добро, јас исто на вас ви се заблагодарувам. Очекувам дека нашата соработка ќе продолжи. Ние како Асоцијација за корпоративна безбедност работиме на јакнење на свеста кај правните лица, кај компаниите во делот за она што се рекува безбедност на нивното деловно работење. Сега ќе вложиме повеќе енергија во делот на зголемување на нивната безбедност и од овие закани кои што се реални и кои што ќе постојат. Никој не може да гарантира дека после COVID-19 нема да се појави COVID-20 и така натаму. Во овој момент е битно да имаме смиреност, да немаме паника, да веруваме дека ова состојба ќе заврши многу побрзо. Тоа е клучното прашање кое што си го постуваат сите граѓани во нашата држава, кога ќе заврши, кога ќе стабилизира и така натаму. Лично очекувам дека вонредната состојба, да ви одговорам на прашањето, ќе биде продолжена, затоа што мерките стануваат се порестриктивни, бројката се повеќе се зголемува и дека ние ќе живееме во овој модел на живот, така уште известен период, а понатаму верувам во некоја позитивна ситуација да можеме со поголема верба духовна, здравствена и така натаму да можеме да во институциите пред се ќе можеме да имаме ситуација во која што граѓаните ќе излезат како победници од оваа пандемија. Да. Ви благодарам уште еднаш. Вие, почитувани гледачи, следевте уште едно отворено студио на телевизија 24. Како што веќе кажавме безброј пати, останете дома, немате потреба да излегувате, сите информации ќе ги добивате тука. Останете со нас, следува повторно информативниот блок.